Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Благодарам на Господа што Господ по неговата милост ни подари уште една вечер. Вечер која што е за славата на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Библијата зборува дека само Бог е достоен да прими чест и слава. Зошто? Затоа што тој е креаторот, моделарот, создателот на овој свет. И се што е друго е само создание. За жал во денешно време голем број на луѓе му се поклонуваат на созданијата. Иако Библијата по ова прашање е многу јасна и децидна. Ние некои во наредните емисии точно ќе зборуваме за создателот и за созданијата. Бог е тој кој ги создаде созданијата, а не созданијата го создадува Бог. Затоа е многу важно да знаеме дека ние треба да му се поклонуваме само на Бога, затоа што тој е создателот на небото и земјата. Библијата вели дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Подоцна гледаме како Бог на Мојсе му го дава моралниот закон, 10 Божи заповеди, и гласи: немој да имаш други богови освен мене. Таа е првата и најголема заповед во законот Божи. Подоцна во Новиот Завет точно Исус зборува за овој морален закон. Зборува дека првата заповед е најголема всушност заповед. Сакај го Господа со цело твое битие, со цело твое срце, со цела своја душа. Така да мораме да знаеме дека и ова емисијата Гласот на вистината, служи за слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Всушност преку оваа емисија не се подучуваме и ја разгледуваме Библијата, а потоа зборуваме за вистината, дека вистината произлегува од самиот Бог. Всушност произлегува од самиот содржител Господ Бог. Како што спомнав минатата емисија, прво и основно, клучот за вистината, кој што сите ние го бараме, се крие во Светото Писмо. Значи, клучот за вистината се крие во Светото Писмо, се разбира. Зборуваме за една прекрасна тема. Изборуваме неколку емисии кои сметам дека е вредно да му се посвети време на оваа прашање. Затоа постојат и повеќе емисии, затоа што сите овие емисии ќе дадат одговор на ова многу крупно и важно прашање. Дали Библијата е се уште актуелна? Минатата емисија зборувавме во што се состојат разликите или кои се разликите меѓу Библијата и меѓу сите останати други книги на овој свет. Најнапред, Библијата се разликува од другите книги по тоа што е полна со свежина, која зрачи од неја. Друго многу важно и клучно, она што треба да знаеме, е тоа дека Бог е автор на Библијата. Подоцна апостолот Павле до Тимотеј му зборува и му објаснува, му дава конкретна порака, конкретно писмо, кој вели дека целото писмо е од Бога дадено. Затоа, Библијата се разликува од сите други останати, се разбира, книги. Ова вечер, во емисијата Гласот на вистината, ќе зборуваме за нападите врз Библијата. Ќе повторам, ова вечер, во емисијата Гласот на вистината, ќе зборуваме за нападите врз Библијата. Дали некој врши напади врз самото Свето писмо, наречено, се разбира,
Еве што размислуваат многу луѓе. Еве како многу луѓе се однесуваат по ова прашање. За жал речиси, во сите училишта, од основни па се до високи професори, им пренесуваат на децата и на младените и на студентите застарени науки. Се случува некои млади момчина или девојки кои заминале на училиште со вера во Бог да се вратаат дома со празни и скршени срца. Некој насила им ја истргнал нивната вера и потполно ги осиромашил, за жал дури и упропастил. Како последица од сето тоа е поразот или растот на неморалот, непочитувањето на постарите и така натаму. Во Евангелието на Матеј, 24 глава, ова е ескатолошка глава, зборува за последните времена. Господ Исус зборува точно за неморалот и вели, и бидејќи беззаконието ќе се умножат кај мнозина и љубовта, се разбира, ќе овлади. За оваа голема вина имаат и многу теолози, кои наместо да ја градат верата во Бога, тие ја подкопуваат. Меѓутоа Библијата јасно и гласно вели дека Бог не дозволува да биде надитрен и дека човекот ќе си пожне тоа што ќе си посее. Ако си посееш лошо семе, се разбира, Бог ќе те казни. Па макар да бидеш дури и врвен теолог, Светото писмо е вистинско од почетокот, се разбира, се до крајот. Познатиот принц на проповедниците Сперџан застанал на страна на апсолутната веродостојност на целата Библија или на целото Свето писмо. И тој рекол: се бориме за секој збор од Библијата и веруваме во буквалната инспирација од Светото писмо. Веруваме дека не постои поинаква или поинаква инспирација освен ова. Ако некој го одземе зборот, тогаш ка смислата сама по себе си се разбира ќе се изгуби. Библијата е најмеродавната откровение на Божјата воља за човекот. Во Стариот Завет повеќе од 2000 пати се спомнува изразот така вели Господ. Но не само овие стихови, Божи зборови, туку целата Библија е Божи збор, бидејќи Бог не греши и не може ниту Библијата да греши, рекол тој. Непогрешливоста на Библијата се темели врз непогрешливоста на Бог. Некои теолози тврдат дека Библијата не е Божи збор, туку дека е само го содржи Божиот збор. Со тоа сака да кажат дека Светото писмо се создои од човекова мудрост и од Божи зборови. Не, Библијата е буквално Божи збор. Ние тоа го разгледавме во минатите емисии. Од првата книга па се до последната што е напишана е Божи збор. Еве што вели во книгата на пророкот Езекил, 3 глава. Еве што вели Бог: Синет човечки, те поставив за стражар над Израел. Затоа, слушај го мојот збор и предупреди ги луѓето. Библијата е пишувана по Божи налог и во него има само зборови на пророци и на апостоли. Ја потврдуваат, се разбира, дури и самиот Исус Христос ја потврдува Библијата или ја потврдува веродостојноста на Стариот Завет. Во Евангелието на Матеј, поточно на Јован, 5 глава, од 46 до 47, вели вака: Ако ми верувате на Мојсе, ќе ми поверувавте и мене, зашто тој пишува за мене.
Но бидејќи не му верувате, како ќе ми поверувате мене што јас ви зборувам? Ке отвориме во Дела апостоли, се разбира, 24 глава. Ке читаме од 14 па се до 16. Но ти, признавам дека според учењето кој ти го нарекуваат ерес, му служиш на Бог и на нашите татковци. Дека верувам во се што е напишано во законот и во пророците. Дека се надевам на Бога дека ќе има воскресение на мртвите, на праведните и на неправедните кои тие сами го очекуваат, а затоа и сам се трудиш секогаш да имаш чиста совест пред Бога и пред, се разбира, луѓето. Самиот Господ Исус и апостолите им служеле како пример на првите христијани, кога тој и неговите ученици верувале во веродостојноста на Светото писмо Библијата. Кој е човек за да се расупува на таа вера? Всушност, кој е човекот за да може да ја расипува таа вера? Кому треба повеќе да веруваме, на Бог или на луѓето? Тоа е прашање кој што треба сите ние, се разбира, да си го поставиме. На кому повеќе треба да веруваме? За ова ни зборува дури и Господ Исус Христос. Ние сме тие кои треба да одлучиме по ова прашање и да донесиме одлука. Се разбира, изборот е наш. На кому треба повеќе да му веруваме? На Бог или на луѓето? Библијата е најпознатата книга во светот, а сепак најмногу е критикувана од оние кои ја читале површно или воопшто не ја читале. Многу луѓе кои живееле во грев тврда дека Библијата е несовремена и неверодостојна. Бог е спремен да докаже дека таа е негов збор, но прашањето дали луѓето се спремни да го послушат и да се отргнат од своите гревови. Значи, тоа е многу важно прашање. Дали луѓето сакаат да бидат послушни кон зборот Божи? Почитувани слушатели, има една многу важна работа. Едно е да се верува во Бога, но меѓутоа друго е да се верува во неговиот збор Божи. Исто така, да се познава вистината и да се живее според вистината, тоа се две различни нешта. Затоа, ова вечер би сакал да ве оставам со овие размислувања. Дека Библијата е веродостојна и дека таа е Божи збор и дека Бог е автор на самата Библија или на самото Свето писмо, без разлика на тоа колку луѓето зборуваат дека таа е неверодостојна, дека има толку спротивречности во Библијата. Библијата е Божи збор. И тука не би требало никој од нас да се сомнева. Таа е Божи збор и Бог е автор на самото Свето писмо. Ако даде Господ, ќе продолжиме и понатаму со оваа прекрасна тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Ќе зборуваме пред се зошто е напишана Библијата или зошто е напишано Светото писмо. Но се разбира, ако бидеме здрави и живи и ако даде Господ Бог до наредната емисија да се слушнеме емисијата Гласот на вистината. Затоа дотоаш Господ нека биде со вас, имајте убава и благословена вечер и Бог нека ве води. Се слушаме на наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно и добра ноќ.